Кратки најави за денешниот дневник. Активистите од Збогум Буково започнуваат силни кампањи за еколошка едукација, селекција на отпад и депонирање на каба зелен и опасен отпад. Наскоро ќе биде пуштена уште една делница од автопатот Охрид-Кичево, најавуваат од јавното претпријатие Државни патишта. Сезоната не ги исполни очекувањата. Диана Петрова за Мизенабим ја доби наградата Живко Чинго за најдобар расказ. Приведен окригјанец за предизвикување пожар. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево, топло и ветровито време со максимална дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе преовладува ведро и топло време. Во најголем дел од Европа утре ќе доминираат високи температури и стабилно време, особено во јужните и централните региони. Јужна Европа, Пиринејскиот полуостров и делови од Франција се под влијание на топлотен бран. Во северозападна Европа и во делови од Скандинавија и Балтичките држави променливо време со повремени врнежи од дожд и грмотевици. Балканскиот полуостров се наоѓа под доминантно влијание на поле на висок воздушен притисок и стабилна атмосфера, кои што условуваат сончево и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе бидат над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 31 до 40 степени. Македонија од сабота ќе биде под влијание на нов топлотен бран кој што ќе условува сончево и топло време со дополнителен пораст на температурите. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 28 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот се препорачува да се избегнува директна изложеност на сонце во периодот од 11 до 17 часот, како и да се следат препораките на лекарите за превенција и заштита од топлотни бранови. Во Охрид во сабота ќе провладува сончево и топло време, ќе дува слаб североисточен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во недела и понеделник во Охрид ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 16, односно 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во вторник во Охрид сончево и многу топло време. Минималната температура од 18 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Активистите од Збогум Буково започнуваат силни кампањи за еколошка едукација на населението и селекција на отпадот. Општина Охрид ќе гради собирен центар за бесплатно одлагање на кабаст, зелен и опасен отпад. Додека тече изградбата на регионалната депонија во Новаци, мора засилено да се работи на едукација на населението. Активистите од иницијативата Збогум Буково велат ке отпочнат силни кампањи за селекција на отпадот, која што треба да започне од секој дом, од секој поединец. Населението мора да стекне нови еколошки навики за рециклирање и заштита на животната средина. Работиме на едукација на населението за што значи да се селектира различните типови на отпад. Зошто е тоа важно? Дури и во овој момент кога немаме трансферна станица и немаме, да кажеме, но целосна инфраструктура, очекуваме таа инфраструктура, тоест канти, контейнери, да го покријат целиот Охрид според планот во текот на годината, може би и наредната. Но многу е важно да ги тргаме на страна сите оние токсични фракции отпад, како пластиката, например, за да не одат на Буково. Општина Охрид ќе гради собирен центар за бесплатно одлагање на кабаст, зелен и опасен отпад. Веќе е изработен идејниот проект, избрана е и локација. Лобираме општината и државата да ја преземат одговорноста финансиска за изградба на собирен центар. Што значи собирен центар? Значи, собирен центар за кој што веќе има одредена локација треба да биде покрај нискоградба. Значи место каде што граѓаните ќе можат сами, без пари, бесплатно да го одлагаат кабастиот, зелениот отпад и некои други типови на опасен отпад. Општината има изработено основен дизајн на тоа како треба да изгледа, но се обидуваме да лобираме да бидат и финансиски покровители на тоа. Тоа значи дека ќе го намалиме изфрлањето на опасен отпад по нашите села, ливади, планини. Во земјава веќе оперираат компании кои ја превземаат селектираната пластика, а активистите најавија дека наскоро ќе започне и кампањата Охрид селектира. Наскоро уште една делница од автопатот Кичево-Охрид ќе биде во функција. Со полна пареа се работи и се асфалтира на главната траса на дел од автопатот во изградба Кичево-Охрид. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски заедно со инженерскиот тим изврши увид во активностите на траса, при што беше известен дека се работи забрзано и дека работата на изведувачите Гранит, Синохидро и Илинден се одвива на сите подделници од автопатот.
Покрај асфалтирањето се поставува и еластична ограда, се бетонираат плочасти и цевасти пропусти, се уредуваат клучки и надпатници, се поставува осветлување и така натаму. Очекувањата се наскоро, за многу краток период, да биде ставена во функција уште една делница од автопатот во изградба Кичево-Охрид. Од теренскиот увид беше видлива раздвиженоста на трасата, каде што изведувачите заедно со подизведувачите работат под полна пареа, велат од јавното претпријатие за државни патишта. Според експертите, туристичката сезона не ги исполна целосните очекувања, бидејќи посетеноста годинава е видливо помала споредено со лани. Годинава изостана и оној класичен силен шпиц на крајот на јули и почетокот на август. Се очекува постсезоната да ја ублажи целосната слика, а за воиднина треба да се работи на решавање на проблемите во туризмот, со стратегија и организираност. Немањето стратегија, квалитетна понуда на содржини, ловење во матно во однос на таргет групи на туристи и пазари, високи цени кои не кореспондираат со она што се нуди, но и недоволна организираност на локално и национално ниво, ова се дел од причините кои допринесоа оваа сезона да не ги исполни очекувањата во целост, сметаат експертите од областа на туризмот. Некои се на став дека оваа сезона е дури полоша од ланската. Охрид треба да расчисти со тоа какви туристи сака да привлече и да работи на соодветна понуда, вели професорката Ангела Паскуале од Факултетот за туризам и гостителство. Во последно време, например, Албанија многу се издигна, Црна Гора, така и ние некако како да пропаднавме во една, да речеме, темнина, и тоа го покажа оваа сезона, која што можеби една од најлошите во последните години. Тоа значи дека нашата понуда не соодействува со цените, можеби се превисоки, од една страна, а од друга страна не сме во моментов способни да примаме гости кои што имаат, да речеме, поголема финансиска моќ, бидејќи немаме што да му понудиме. Недостига стратегија и организираноста и понатаму цените на понудата и услугите не кореспондираат со квалитетот, вели професор доктор Климент Наумов. Се уште недостасува еден клучен дел, а тоа е подобра организираност, недостасува организираност на локално, регионално и национално ниво. Исто така недостасува стратегија за развој на туризмот. Се чини дека се уште ние сме шампиони во стихијно исполнување на нештата во туристичките текови. Како еден домино ефект, она што се случи мај месец, кога навистина градот Охрид се исполни, се преполни со туристи, но тогаш се соочивме со повисоки цени. Наеднаш цените порасна, а тоа ги на еден начин ги одвлече потенцијалните туристи, односно во помал број почнаа да го посетуваат нашиот град. И покрај тоа што се е концентрирано во периодот од 20 јули до 25 август во однос на туристичка понуда, оваа година изостана и оној класичен силен шпиц на сезоната, но тоа не треба да обесхрабрува, смета професор доктор Сашо Коруновски, бидејќи во март, април и мај посетеноста беше добра, тој очекува и успешна постсезона. Дури потоа ќе се има целосен увид во бројките кои ќе покажат дали и колку се вкупната сезона била успешна. Сезоната ќе биде продолжена и јас мислам дека до октомври и ноември, но треба да се размислува за една сезона која што ќе нуди нешто ново. Мора да вметнеме нови содржини, и секој туристички производ има една синусоида, односно животен век. Мора да се заменуваат и производите, но и пазарите. Хотелиерите се надеваат дека лошиот старт и не толку добар пик на сезоната ќе се компензира во месеците септември, октомври и ноември, за кога има најави од турски групи, како и германци и французи. Нема да бидеме подобри со исполнетост од минатата година, затоа што имавме некои други туроператори кои престанаа да идат тука, а сега веќе се бараат нови места, нови туроператори кои мислиме дека за 2026 година ќе мора да ја надминеме оваа ситуација. И секогаш фали нешто ново што треба да се извади на пазарот, некој тренд што е во туризмот, и како би се здобиле со новитетите на нашава туристичка дестинација и да бидеме поконкурентни со останати туристички дестинации.
Дали работите ќе се постават на добра основа со формирање на посебно советодавно тело во рамки на Министерството за култура и туризам, при што ќе биде искористено знаењето на кадрите од високообразовните институции од областа на туризмот, ќе покаже некоја следна сезона. Од Центарот за управување со кризи информираат дека денес во текот на попладневните часови граѓаните ќе добијат тест SMS пораки преку систем Cell Broadcasting со цел проверка на техничките можности за испраќање масовни известувања и аларми во случај на кризни состојби. Станува збор за систем кој овозможува итни пораки да бидат испратени до сите корисници на мобилни телефони што се наоѓаат во одредена географска област, без разлика на мобилниот оператор. Целта е навремено и ефикасно информирање на населението при пожари, поплави, земјотреси, опасни временски појави или други вонредни ситуации. Воспоставувањето на овој систем е национална потреба и воедно законска обврска согласно регулативите на Европската Унија, кои бараат сите земји да располагаат со механизам за масовно информирање и алармирање на граѓаните во услови на криза, информираат од Центарот за управување со кризи. Дијана Петрова е авторка на расказот Мизенабим под шифра Кибела, кој беше избран за најдобар на годинешниот конкурс Живко Чинго. Комисијата во состав Димитар Пандев председател, Бранко Цветковски член и Зоран Јатимовски член, во изготвениот извештај за избор на најдобар расказ истакна, наградениот расказ Мизенабим се одликува со извонредна техника на раскажување што се заснувува врз едно очигледно длабоко и темелно познавање на високите врвови на светската проза и на теоријата на прозата. И при тоа не изостанува авторската умешност лесно да ги хармонизира пристапите на некои великани со неговото лично авторско проседе. На конкурсот кој традиционално го објавува општина Охрид пристигнале вкупно 69 раскази. Дијана Петрова и минатата година беше добитничка на престижната награда Живко Чинго за расказот Јоанес Дауманус. Наградата на авторката Дијана Петрова ќе биде врачена на традиционалната манифестација Вечер на Живко Чинго на 13 август во Велгошти. Лице од Охридско управувало со автомобил со 2,17 промили алкохол во крвта. Физичка пресметка помеѓу двајца охриѓани. Приведено лице поради предизвикување пожар. Следува полицискиот билтен. На 8 август 2025 година во 1 часот и 50 минути на улицата 15 корпус во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 50 годишен жител од охридското село Горно Лакочери. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Охрид запреле патничко возило Ланчија кое го управувал, при што било констатирано дека возилото го управува под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,17 промили алкохол во крвта. Тој бил исклучен од сообраќај и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило. На 8 август во 3 часот и 30 минути во СВР Охрид било пријавено дека на улицата Партизанска во Охрид бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу 33 годишен и 38 годишен охриѓенец. Полициски службеници излегле на местото пошто лицата биле приведени во полициска станица, а бидејќи се пожалиле на повреди, првиот бил пренесен во медицински центар Охрид каде му биле констатирани телесни повреди, додека вториот бил пренесен во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид каде му биле констатирани тешки телесни повреди. За настанот бил запознаен јавен обвинител и по негово целосно документирање СВР Охрид ќе поднесе соодветна пријава. На 7 август во 15 часот полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 41 годишен охриѓанец кој се сомничи дека во атарот на селото Горно Лакочерие Охридско предизвикал пожар на поле со нискостеблеска вегетација и јожнеана нива. При преземени мерки и извршен преглед, полициските службеници кај него пронашле запалка која била одземена за понатамошна постапка. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.